Добро вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Првите луѓе на трите најголеми произведувачи на автомобили во Соединетите Американски држави и денес се враќаат на Capitol Hill да направат уште еден обид за добивање на 25 милиарди долари итна помош владин заем. Но многу сенатори и натаму остануваат скептични. Постои верување дека автомобилската индустрија за проблемите самата е виновна. Извршните директори на General Motors, Ford и Chrysler се обидоа да ги убедат сенаторите дека глобалната финансиска криза придонесува за нивните проблеми. Но председавачот со банкарската комисија, Кристофер Дод, вели нивните тешкоти се резултат на неприлагодување. Тие велеа дека хибридните автомобили немаат економска смисла. Тие ја отфрлаа заканата од глобалното затоплување, не ја гледа улогата на нивните производи во тоа, ниту пак желбата на американците нешто да се стори за тоа. Конгресните демократи сакаат да употребат дел од неодамна одобрените 700 милиарди долари во пакетот за економско стимулирање, за давање заем на оваа индустрија. Но сенатските републиканци и администрацијата на Буш се противат. Тие велат дека производувачите на автомобили треба да го потребат предходно одобрениот заем од 25 милиарди од одделот за енергија, чија цел била да им помогне да изградат поекономични возила. Ричард Вагонер од General Motors вели дека пропаѓањето на автоиндустријата ќе биде катастрофа за земјата. I do not agree with those who say we are not doing enough. Не се согласувам дека не правиме доволно да се позиционираме за успех. Ние може да пропаднеме не заради нашите производи, не заради нашиот бизнес план, не заради тоа што нашите работници не се вредни, ниту заради нашата долгорочна стратегија. Тоа што не исправа пред пропаст е глобалната финансиска криза, вели тој. Председателот на Ford Motors, Алан Малали, вели дека неговата компанија веќе се преструктурирала за да генерира повеќе приход. Раководителот на Chrysler, Роберт Нордели, вели дека без помош фирмата нема да опстане. Но републиканците остануваат неубедени. Планот на демократите е заглавен на Capitol Hill. За време на посебен распит порано во денот, американскиот секретар за финансии Хенри Пулсон отворено се спротистави на идејата за издвојување пари од спасувачкиот пакет за економијата за автомобилската индустрија. Од другите вести, републиканскиот сенатор Тед Стивенс од Аљаска, кој беше осуден за корупција минатиот месец, за малку ја изгуби битката да биде реизбран за местото. Синоќа дојдоа резултатите од гласањето на 4 ноември кои покажаа дека Стивенс бил поразен од демократскиот конкурент Марк Бегич за околу 3700 гласови. Стивенс, кој вчера наполни 85 години, беше осуден за лажење во врска со подароци добиени од фирма за нафта. Тој не призна дека направил ништо лошо. За прв пат бил избран во 1968-та, што го прави републиканец со најдолга служба во Сенатот. Сега демократите имаат 58 места, две помалку од потребното мнозинство да можат да ги спречат републиканците во блокирање на легислативата да дојде на гласање, познатата техника филибастер. Американските медиуми јавуваат дека поранешниот председател Бил Клинтон ќе дозволи етички претрес доколку неговата сопруга Хилари Клинтон е номинирана за државен секретар во администрацијата на Обама. Бил Клинтон наводно ветил дека ќе дозволи увид во сите негови идни добротворни и бизнес активности и дека ќе бара одобрение од администрацијата пред да се согласи на платени говори. За функцијата државен секретар се врти името на гувернерот на Ново Мексико Бил Ричардсон. Од други места во кабинетот, партиски представници велат дека Обама размислува за поставување на Ерик Холдер за генерален правобранител. Тој бил заменик на ова место во администрацијата на Клинтон и ако е именуван би бил првиот афроамериканец на чело на одделот за правда. Здравствената заштита во Соединетите Американски држави е скапа, многу поскапа од други индустријски развиени земји. За ова ќе зборуваме о продолжение, а повод е нова меѓународна студија.
Компјутерска томографска снимка како оваа, попозната како CT scan, може да даде критични информации за бет и корбат. Нејзиниот лекар верува дека само така може да се види дали третманот на рак на јајници на корбет со хемотерапија бил успешен. Но Корбет, како и многу други американци, не може да плати за тоа, иако е здравствено осигурана преку работа. Нејзиниот буџет е премал за делот од трошоците што треба да ги плати од джеб. Се работи за мојот интегритет, вели таа, секогаш сум ги плаќала своите сметки, а сега е тешко. Студијата собрала информација од 7500 хронично болни пациенти во 8 индустријски држави. Американските пациенти се на дното на листата по тоа колку имаат пристап до здравствената заштита. Најмалку 40% рекле дека не можат да си дозволат лекови на рецепт, заради што ги развлекувале дозите. Најмалку 30% не би отишле на лекар зашто е скапо. Други 30% рекле дека не направиле тестови што нивниот лекар ги препорачал, повторно заради цената. Лековите се скапи, дури и кога најголем дел од трошоците ги покрива осигурувањето. Студијата покажа дека најмалку 40% од американците плаќаат повеќе за лекови и третман отколку пациенти во други развиени држави. Светла точка во студијата е што многу од хронично болни американци чекале покусо време да бидат примени од специјалист отколку во други држави. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, јас сум Лилица Китановска. До гледање.